Битолчани во изминатите 4 години со своите возила поминаа повеќе време на автомеханичар, отколку возејќи по улици. Невозможно е во градот да стигнете од една до друга точка, а да не го искршите автомобилот. Возењето низ Битола бара посебни вештини за избегнување на кратерите по искршениот асфалт. Гарантираме брза и квалитетна патна инфраструктура, ќе се зафатиме од првиот ден со реконструкција и изградба на нови улици. Улици кои ќе имаат и велопатеки, јасно обележани пешачки премини и семафори кои работат. За големите артерии во градот, улицата Стив Наумов, од Премиер центар до Црнмост, улицата Димитар Влахов, од Пожарната до улица Илинденска и улица Охридска, од Дрвен пазар до Васко Карангелевски, отпочнуваме со реконструкција на коловоз, со комплетна реконструкција на подземната инфраструктура. Тоа значи промена на водовод, канализација, улично осветлување, електрика и поставување оптички кабли. Ќе реконструираме инфраструктурата и на улиците кои се во строгото централно градско подрачје. Улицата Булевар 1 мај, улицата 11 октомври, улицата Јорго Османот, 11 мар и улицата Јане Сандански. Како и улиците Драгорска, 7 бригада, 2, Христо Ботев, Христо Узунов, Бранислав Нушик, Неготинска, Трифун Пановски, Риечка, Сутиеска, Паца Ванчова, 7 јули, Наумнумовски Борче, улицата Мукос, Дебарска, Крстем и Сирков, предвидено и проширување на улицата Буковски мост, реконструкција на улицата Крстин Чулаковски и улиците Мирче Ацев, 24-та, 21-та, Борис Стрезов, Поречка, Јаинци, улицата Солунска, улицата Јонче Мурџевски, Пожаревачка, улицата Никола Тесла и улицата Димитар Мите Богоевски. Инфраструктурно ќе интервенираме и на улиците Филип II и на улицата Прогрес. Планирано е поврзување на улиците Железничка со улицата Македонска фаланга, изградба на улицата Димитар Робев и реконструкција на улицата која води до новите светинеделски гробишта, како изградба на комплетна улична инфраструктура околу Техничкото училиште и објектот Кеопс. Гарантираме изградба на инфраструктура и улична мрежа во руралните средини, во селото Долно Оризари, селата Лавци, Буково, населбата Горно Оризари, селата Цапари, Кравари, Логоварди, Дихово и Брусник. За Битола треба да се работи, а не од неа да се заработи.